Благодарам, почитуван заменик министер. Имено само пред 10 минути се извинувам од оваа говорница, премиерот кажа дека нема нови даноци. Сега овој бил еднократен, бил до сега данок кој што го немало и за кој што треба нови 76 милиони евра да се наплатат. Сега има или нема нови даноци? Прво тоа треба да се одговори. Значи има. Второ, дали овие даноци и овие средства кои што треба да се прибават, а кои што повторно ќе кажам, не навлегуваат и не ја прошируваат даночната база према сивата економија, туку ќе ги платат тие кои што и досега ги плаќаат на сметка на оние кои што и досега не плаќаат. И затоа токму имаме ситуација да во Куманово вработените на подружницата си заминале дома заради тоа што дошле жителите на тоа популарно село и го окупирале објектот на подружницата Кумановска. И сега не имаме состојба во која што државата не може да наметне контрола врз една подружница во град како што е Куманово, а ние ќе зборуваме тука дека ќе се наплаќа даноци од оние кои што се најголем генератор на сивата економија, па нема да го дозволиме тоа или нема на некаков начин да можеме да ги загрозиме тие кои што наплаќаат или односно кои што не плаќаат даноци. Прашањето беше многу едноставно. Дали со овој начин и со двојното даночување и дополнително товарење и земање арач од нивниот грб ќе бидат стимулирани да наоѓаат креативни начини за да не ги плаќаат даноците? Да, еве ќе ви кажеме на друга работа. Дали има некој од владава, дали бил премиерот, министерот за финансии или можеби вие, кој што е спремен да поднесе оставка доколку проектираните суми од овие средства не се реализираат? Затоа што ако вие сте кажале дека тие компании кои што имаат, кои што државата ги помага, фолклорот на секој пратенички прашања, зашто не кажуваат имиња, па ово е близок до вас, оно е близок до нас, такви некои работи за кои што не заслужуваат коментар, еве јас од тука сум поставил две прашања. Дали вие како претседател на владата сте подготвен да излезете и вака да кажете: да, имам под мене управа за јавни приходи, ја води подпредседателката, односно заменик председателот на партијата, тоа е репресивниот систем за наплата, таму има сектор кој што се вика присилна наплата, да ги наплатам овие средства кои што сум кажал дека ќе ги наплатам. Дали сте спремен? Ако не го направам тоа, да поднесам оставка. Нема да го направите тоа, затоа што утната ви е реформала и нема да ги наплатите тие средства. Исто така поставив едно прашање, еве надвор од темата, но само за да бидам метафорички и пластично разбран, ве прашав дали сте подготвен да гарантирате со вашата лична кариера дека до 2023 година ќе биде завршена втопатот Кичев Охрид. Никој не ми одговори. Затоа, тоа што го читате вие, тоа што си го кажувате на говорницава е едно, тоа што ќе го платите со десетици илјади евра народни пари е друго, ама реалноста е сосема поинаква. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.